Имаше некоја символика или совпаѓање, тоа што токму 13 февруари, а после точно 7 дена од катастрофалниот земјотрес кој ги затекна Турција и Сирија, премиерот го прогласи за ден на жалост. Составувајќи го новиот состав на владата, не се сети истото да го направи многу порано, како што не се сети дека во време на неговото владење имавме многу денови на жалост. И, како и досега, го погоди вистинскиот ден, а тоа е денот кога се отвори седницата со предлози за нови министри и нивни заменици, да биде ден на жалост. И е, за жал, господине Ковачевски. Ако Турција и Сирија наназад 14 дена бројат жртви од вистинска катастрофа, Македонија секојдневно брои жртви од вашата неспособност и јаздисаност. И ако во Турција веќе има апсења на осомничените за виновни за рушените објекти во тек на земјотресот, во Македонија никој за ништо не одговара. Значи, на дневен ред е разрешување на министри во владата на Ковачевски. Втор на списокот е господинот Адмир Ималити, досегашен министер за информатичко општество и администрација. И ако за Беким Сали ви се погоди како добра причина смртта на битолчанецот Илиевски, за која самиот Сали потврди дека вие сте единствениот виновник, бидејќи на 27 јануари сте му го одбиле барањето за изнаоѓање средства за болните од цистична фиброза, за да после смртта, онака без нималку срам, како и досега, изјавивте дека мора и може да се обезбедат овие средства, кои, да напоменам, дека и до ден денешен не се реализирани, за Адмир Ималити, како повторно да ви се насмевнува среќата, па сега слободно можете да вперите прсти во него и да кажете дека го разрешувате заради хакерскиот напад во ФЗОМ. Сега, малку датумите не се совпаѓаат, ама пак што има врска, вие и онака сте експерт за антидатирање. Брзајќи да изведете оваа принудена постапка за некаква си реконструкција, направивте грешка во чекори и антидатиравте документи. Ама кај се видело човек од актуелна власт да одговара или барем да признае грешка? Кај сме некој од соодветна институција да постапи по закон, ако законот го прекршил неговиот надлежен? Барем во Македонија и барем досега, за жал, ова не се случило. А велевте дека ќе смените се од корен. Ништо не сменивте, напротив, ги преминавте сите граници и одите и преку нив. Единствен кој изрази свој став по однос на изјавата на министерот за надворешни работи беше господинот Тупанчевски. Може би единствениот соодветен, ама во погрешна влада, назначен како министер за правда. И каков абсурд, наместо денес да предложевте разрешување на Бујар Османи, вие ни предлагате нов министер за правда. Ова е награда за еден универзитетски професор кој имаше храброст вашата реконструкција да ја нарече Пазар 3. Жалам само што не ве остави и него да го разрешувате, туку како партиски послушник си поднесе оставка. Треба да се засрамите, господине премиер, од вашиве предлози за разрешување и назначување. Да се засрамите од чинот, но и од изборот. Немате ниту еден врвен експерт од соодветна област, или поточно би било да се констатира дека сите ви бегаат од бродот кој се посигурно ви тоне. Останувате да бидете капетан, ама кормилото ви е во други раце. Вие најдобро си знаете која е причината до толку да сте понизни и подчинети и затоа немојте да говорите дека ова го правите заради европската иднина на Македонија. Тоа е најсмешното и најконтрадикторното образложение кое сте го кажале, а без да сгрешите. Македонија не може да има европска иднина со премиер кој антидатира документи и кој не знае да даде одговор на новинарско прашање ако истиот не му е напишан на хартија. Македонија нема и не може да има европска иднина со 4% на доверба во судството и со корупција во секој сегмент. За Адмир Ималити, како министер за информатичко општество и администрација изминатава година, немам што да кажам, затоа што речиси нема што е направено. Се изгуби во административните лавиринти на зградата на Министерството, наместо да покренеше една огромна и итно неопходна реформа. Адмир Ималити денес или утре заминува, ама зад себе остава континуитет на руинирана администрација и на незадоволни граѓани од истата. Денес сме 20 февруари, а вработените во јавното здравство се уште немаат земено плата за јануари. Дали за ова е виновен Беким Сали или е виновен Адмир Ималити? За ова
Во една вистинска европска влада, одговорноста ја превзема премиерот, а не партијата од која доаѓа соодветниот министер. Овде во очи не гледаше премиерот и ни кажа дека оваа реконструкција на владата не била мотивирана од тесно партиски интереси на ниту една партија. Имавме еден пред него кој се што кажа, излажа. Овој сега се што кажа, погреши. Па така минатиот понеделник ни кажа и дека успеал со конечен почеток на преговорите со Европската Унија. Ако неговиот претходник 3 пати го прослави почетокот, овој заборави дека дал ветување за промена на устав пред да отпочнат преговорите. Заборави дека Маричич јавно го прослави неговото одлучно не минатата година во Брисел, а тоа не да ти било за да не почнел и скринингот со условена промена на уставот. Замислете, Ковачевски успел да ја убеди Европската Унија да нема промена на устав пред скринингот, туку после него. Каков успех! И затоа сега јавно прашувам, па еве и Европската Унија се надевам дека следи, како тоа Ковачевски ни вели дека започнале преговорите. И како тоа со мнозинство од 64 пратеници ќе се менува устав. Или работата е да се купи уште некој ден или месец, па за после ќе му ја мисли, односно ќе му ја смислат некои други, а тој овде еднаш ќе глуми мачомен, велејќи дека влегувал во сала само кога зборувале убави пратенички, а друг пат ќе се заканува со кршење нозе на опозицијски пратеник. Се надевам дека кога си оди дома му текнува како се однесува кон оние кои му требаат за несреќното ветување. Треба овде јавно да излезете, господине Ковачевски, и да признаете дека немате вие толку храброст и чест да разрешувате министри. Да беше така, вие прв требаше да си поднесете оставка веднаш после смртта на Благојче, а не да го повикувате на морал господинот Сали. Морал има во вистинските европски земји, каде оставка си поднесуваат министри и премиери и при најмала грешка или при несреќно дадена изјава. Вие прстот го вперивте и во новинарите и медиумите, во сите, само не во вас и во вашите кадри. Ама октроиран премиер не може да биде способен за вакво нешто. Затоа, господине премиер, вам ви се обраќам, затоа што вие сте првиот најодговорен за се што се однесува до здравство, администрација, правда, диаспора, образование, култура, земјоделие, економија, социјала. Имавте една цела година да покажете дека барем малку имате намера и план од негде да почнете. Вие уште не почнат, застанавте. Не гледајте спас и надез во тоа што Алијанса ви се придружи. Немојте ова да го доживувате како триумф. Вие сте превзеле една многу одговорна позиција во едно многу тешко време. Вашиот пазар не врви на терен. Теренот се нашите сограѓани. Цел еден месец ја стопиравте цела држава заради вашите пазарења. Никој од нашите сограѓани не го интересира дали Сали или Меджити ќе го води здравството, дали Алити или Алиу ќе биде нов министер за информатичко општество. Нашите сограѓани сакаат да имаат редовни плати и пензии, деца кои ќе им учат од учебници, од вистински квалитетни професори, редовно достапни лекови во аптеките и никакви ургенции по шалтерите. Ова се, господине премиер, вистински вредности, а не вашиот пазар за гола власт. Власт која ќе искористите само за да сокриете уште некој доказ за вашите криминали и власт со која уште некој ден плюс ќе им го доудоволите на вашите мафијаши она што сте им го ветиле. Од Македонија направивте непристојно место за живење, како за македонците, така и за албанците, турците, србите, ромите, бошњаците и сите останати. И сите подеднакво се незадоволни од вас, и болните, и здравите, и вработените, и невработените, и младите, и возрастните. Затоа не ни давајте уште еден непристоен предлог, и конечно, не си замислувајте дека сте успеале. Успеавте само во едно, а тоа е да се ставите во подредена положба и да слушате и спроведувате она што други го бараат од вас, како во, така и надвор од Македонија. Понеспособен од вас не беше ниту Заев. Успеавте и него да го надминете. Каков пораз за еден универзитетски професор наспроти некој кој бегал од часови. Срам сте за сите, ама најмногу за себе.